На денешен ден, пред точно 100 години, започнала Втората Балканска војна, која резултирала со така наречениот Букурешки договор, со кој што територијата на Македонија била распарчена и поделена на 3 делови помеѓу Грција, Бугарија, Србија и еден мал дел во Албанија. По тој повод, политичката партија Достоинство нарача една анкета од агенцијата Рейтинг, чии што резултати би сакале да ги презентираме. Анкетата е спроведена во периодот од 5 до 10 јуни на 1217 испитаници, репрезентативен примерок од сите етнички групи и од македонците. На прашањето дали се согласувате со тврдењето Бугарија ја има окупирано Пиринска Македонија во 1913 година, 63% од македонците одговориле потврдно, односно 63% од македонците сметаат дека Пиринска Македонија е окупирана од страна на Бугарија. 70,6% од македонците сметаат дека Егејска Македонија е окупирана од страна на Грција во 1913 година. И воедно поставивме прашања за односот на соседните држави кон македонците кои што до ден денес живеат на окупираните територии или на територијата на овие држави. На прашањето какви права уживат македонците во Грција, 87% од македонците, од анкетираните македонци во Македонија, одговориле дека македонците во Грција немаат никакви права. На прашањето какви права имаат македонците во Бугарија, 64% од испитаниците македонци одговориле дека немаат никакви права македонците во Бугарија. На прашањето какви права имаат македонците во Србија, само 12% од испитаните македонци одговориле дека немаат никакви права, додека 57% од македонците сметаат дека македонците во Србија имаат одредени права, а 27,4% дека ги уживаат сите права. На прашањето какви права имаат македонците во Албанија, 60% од испитаниците одговориле дека македонците немаат никакви права во Албанија. Денес можеме да кажеме дека македонците за жал живеат во повеќе различни држави, од кои што поголем дел од македонците живеат се уште во окупираните територии, кои што се составен дел на Грција и Бугарија. Нормално ние како политичка партија сме сериозни, сметаме дека границите се неповредливи, не живееме во никаков сон на голема Албанија, но како политичка партија сметаме дека доколку Македонија стане дел од Европската унија, тогаш ќе исчезнат и овие вештачки граници помеѓу македонците, но влез во Европската унија не по секоја цена. И токму оваа работа сметаме дека е една од главните причини Грција да не ја дозволува влез на Македонија во Европската унија, бидејќи на тој начин ќе исчезне и границата помеѓу македонците од Македонија и македонците од Егејска Македонија, која што до ден денес е окупирана и останува во границите на Грција. Во ова пригода ја повикувам и македонската влада во наредните неколку месеци да направи една јавна кампања, бидејќи на 10 август се потпиша новој Букурешки договор со кој што Македонија е распарчена и поделена помеѓу незините соседи, но за жал македонските граѓани се многу малку запознати со овој период. Тие знаат дека Македонија е окупирана и распарчена во 13 година, многу малку од нив знаат за крвавите битки кои што се одвивале на територијата на Македонија, во која што се убивале македонци со македонци, од кои што едните македонци биле припадници на бугарската армија, другите македонци на српската армија, а некои од нив во грчката армија. И воедно да кажеме дека и покрај екзодусот кој што македонскиот народ го доживеал за време на оваа Втора Балканска војна, но и подоцна, особено во територијата која што била окупирана од Грција, македонците преживеале до ден денес и дека ние како народ не треба да се плашиме дали воопшто ќе останеме да живееме и понатаму. Отприлика тоа е темата на денешната пресконференција. Сосем за крај дека повеќе од 1 милион македонци денес живеат во овие окупирани територии кои што денес се наоѓаат во границите на Бугарија и Грција.